Ја слушате програмата Ни Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе почнеме со обработка на глава 17 од Евангелието според Матеј. Доколку имате Библија до себе, ќе ве замолам да ја отворите кај глава 16 стих 28. Всушност, минатиот пат го прочитавме стих 28 и кажав дека толкувањето на истиот се наоѓа во следната глава. Но, сега ќе го прочитаме повторно за да се подсетиме на неговата содржина. Вистина ви велам, тука стојат некои што нема да вкусат смрт, додека не го видат Синот човечки како доаѓа во царството свое. Како овие зборови се исполнија во времето на апостолите? Одговорот е преку преображението кое е запишано во глава 17. При тој настан Господ Исус се објави пред дел од учениците во слава, онака како што ќе дојде кога ќе го воспостави царството свое. Некој можеби ќе рече, откаде знаеш дека стих 28 од глава 16 се исполнува при преображението? Ајде да видиме што апостолот Петар напиша за ова. Тој беше присутен во моментот кога Исус се преобрази. Забележете што се вели во 2 Петрово, глава 1, стихови 16 до 18. Зашто ние ви ја покажавме силата и доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Не преку измислени приказни, туку самите бевме очевидци на Неговото величие. Зашто Тој прими чест и слава од Бог Отецот, кога од велелепната слава му дојде ваков глас. Овој е мојот возљубен син, со кого се исполнува мојата добра волја. И тој глас што дојде од небото, ние го чувме кога бевме со него на Светата гора. Кога Господ Исус се преобрази на гората, некои од неговите ученици беа присутни и сведоци на таа случка. Токму тој момент е исполнувањето на зборовите дека некои од апостолите нема да искусат смрт, се додека не го видат Синот човечки како доаѓа во царството свое. Преображението е еден вид предслика на тоа какво ќе биде царството, а апостолот Петар го потврдува тоа кога вели дека беа очевидци на неговото величие, чест и слава. И во останатите евангелија е запишан овој настан, со исклучок на Евангелието според Јован. Преображението не ја докажува Христовата божественост. Според мене, тоа ја докажува неговата човечност. Евангелието според Јован има за цел да ја нагласи неговата божественост. И затоа сметам дека овој настан не е запишан таму. Но во останатите 3 евангелија го има. И затоа сметам и верувам дека треба да обрнеме внимание на овој настан. Преображението не само што ја докажува неговата човечност, но исто така нуди надеж за целото човештво. Тоа го велам бидејќи Исусовото преобразено тело е еден вид на најава за тоа какви ќе бидат телата на Божите деца низ вечноста. Во 1 Јованово, глава 3, стих 2 се вели: Возлюбени, сега сме чеда Божји, но уште не се покажа што ќе бидеме. Знаеме само дека кога ќе се покаже, ќе бидеме слични на Него, зашто ќе го видиме каков што е Тој. Да почнеме со читање на текстот. Стихови 1 и 2. А по 6 дни Исус ги зеде со себе Петар, Јаков и брат му Јован и ги изведе на висока гора сами. И се преобрази пред нив, и лицето негово светна како сонце, а лиштата му станаа бели како светлина. Текстот вели, и се преобрази пред нив. Матеј не само што ни кажува дека Исус се преобрази, но и објаснува што тоа значи. Неговото лице светна како сонце, и лиштата му станаа бели како светлина. Ке споделам со вас едно мое лично верување во однос на оваа тема. Јас мислам дека пред да паднат во грев, Адам и Ева во Едемската градина имаа токму вакви тела, како ова што Господ Исус го доби при преобразувањето. Сметам дека тие беа облечени во некаква светлина. Откако паднаа во грев,
ќе се сетите дека сватија дека се голи. Имајќи го тоа на ум, би можеле да кажеме дека кога Господ Исус се преобрази на гората, тој всушност на еден начин покажа какво би било човештвото во својата безгрешна форма. Патем, зборот преобрази е навистина прекрасен и сакам да обрнеме малку внимание на него. На старогрчки, зборот е метаморфозис и се користи за некоја драстична промена. Можеби еден од најдобрите примери од природата за метаморфозис е оној со гасеницата. На прв поглед, гасеницата не е некој убав инсект кој би сакале да го гледате или да го имате во своја близина. Но, со тек на време, гасеницата се претвора во пеперутка. Условно кажано, тоа е она кое ќе се случи и со телата на оние кои веруваат во Христос. Тие ќе бидат променети. Сегашното распадливо тело, кое е подлежно на болки, болести, страдање и слично, еден ден ќе биде претворено во славно тело, кое нема да ги трпи последиците од гревот. Тоа е надежта и днината на секој кој верува во Христос и го следи. Продолжуваме со читање. И ете, им се јавија Мојсей и Илија, кои разговараа со него. Мојсей е представник на законот, а Илија е представник на пророците. Мојсей почина и е погребан кај една планина, но точното место не се знае каде е. Од друга страна, Бог го зеде Илија без да искуси смрт. Во Евангелието според Лука се вели дека Господ Исус, Мојсей и Илија зборуваа за страдањето кое допрва ќе се случи во Ерусалим. Слушнете што се вели во Лука, глава 9, стихови 30 и 31. И ете, двајца луѓе разговараа со него, а тие беа Мојсей и Илија. Па кога се појавија во слава, тие зборуваа за неговото заминување, кое требаше да заврши во Ерусалим. Не само законот, но и пророците сведочеа за неговата смрт и го потврдија неговиот идентитет. Стих 4. Тогаш Петар му одговори на Исус и рече: Господи, добро ни е да бидеме овде. Ако сакаш, ќе направам тука 3 колиби. Една за тебе, една за Мојсей и една за Илија. Интересно ми е тоа што Петар беше човек кој речиси во секоја ситуација сакаше да каже по нешто. Мислам дека човекот имаше потреба да си го каже мислењето за се. Во некои ситуации тоа беше добра навика, во други пак не. Во оваа ситуација мислам дека требаше да молчи, наместо да дава идеи што да прават. Преку овој негов предлог, тој како да сакаше да ги стави Господ Исус, Мојсей и Илија на исто рамниште. Небесниот татко во одредена смисла го прекори за тоа, но за тоа ќе читаме во следниот стих. Петар рече: добро е да бидеме тука. Во Евангелието според Лука, глава 9, стих 33, доктор Лука ни вели дека Петар не знаеше што зборува и затоа го кажа тоа. Знаете, кога не знаеме што да кажеме или кога не сме свесни за вистинската состојба на една ситуација, подобро е да молчиме отколку да кажеме било што. Слушнете што се случи додека Петар зборуваше. На некој начин Бог го прекина за да каже нешто многу важно. Стих 5. Додека уште говореше, ете, ги засени светол облак и се чу глас од облакот кој велеше: овој е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Него послушајте го. Ова е сведоштвото на таткото за синот. Мојсей беше добар, а и Илија и пророците кажаа многу нешта, но Исус Христос е конечното и целосно Божјо откровение. Во Евреите, глава 1, стих 1 до 2, се вели: Бог, кој во старо време, откако многу пати и на многу начини им зборуваше на нашите предци, преку пророците, во последниве денови ни зборува преку Синот, кого го постави за наследник над се, преку кого ги создаде и вековите. Господ Исус Христос е конечното Божјо откровение дадено на човекот. Ова е навистина важна изјава.
Овој е мојот возљубен син, во кого е мојата волја. Него послушајте го. Прашањето за нас денес е: дали го слушаме Божиот син во се што тој ни кажал? Патем, Исус Христос е единствениот за кој небесниот татко има кажано дека е според неговата волја. Јас можам да кажам за себе дека Бог никогаш од небото не проговорил за да каже дека јас сум човек според неговата волја, а предпоставувам истото важи и за вас. Господ Исус е единствениот кој во се што прави му угодува на таткото. Поради тоа што живееше совршен живот, тој како безгрешен можеше да плати за нашите гревови на крстот на Голгота. Стихови 6 до 8. И кога го чуја тоа учениците, паднаа ничку и многу се уплашија. Но Исус, штом се приближи, се допре до нив и им рече: станете и не плашете се. А тие, кога ги подигнаа очите, не видоа никој друг освен Исус. Станете и не плашете се. Учениците видоа нешто што не го очекуваа. Тоа беше навистина прекрасно откровение на Божиот син, но сепак на крај беа уплашени. Стих 9. Исус им заповеда и рече: никому не кажувајте што видовте, додека синот човечки не воскресне од мртвите. Зошто Исус им кажа да не кажуваат додека тој не воскресне? Предпоставувам затоа што не сакаше другите да имаат некакви нереални месијански очекувања од него во контекст на преображението. Можеби, ако другите апостоли дознаја дека се сретна со Мојсей и Илија, а и дека небесниот татко го потврди неговиот идентитет, тие ќе продолжеа да негуваат лажни надежи во однос на тоа што тој ќе направи. Тој дојде да ги спаси евреите, но не само нив, туку сите луѓе. Тој дојде да спаси, но не од власта на римјаните, туку од власта на гревот. Факт е дека еврејскиот народ, вклучувајќи ги и апостолите, имаа нереални очекувања од Месијата, кои немаа никаква основа во писмото. Тие ги толкуваа пророштвата за Месијата онака како што им одговараше. Токму затоа беа шокирани кога човекот кога го сметаа за Месија почна да им зборува за својата смрт и воскресение. Продолжуваме со читање. Стихови 10 и 11. Потоа учениците негови го прашаа говорејќи: зошто пак книжниците велат дека најнапред треба да дојде Илија? Исус им одговори и рече: Илија ќе дојде порано и ќе уреди се. Со тоа Господ Исус го потврди пророштвото дадено преку Малахија. Стих 12. Но ви велам дека Илија веќе дојде и не го познаа, туку му направија се што сакаа, така и синот човечки ќе пострада од нив. Учениците очигледно го познаваа писмото, бидејќи цитираа пророштво кое е запишано во книгата на пророк Малахија. Може би беа љубопитни во однос на доаѓањето на Илија и како би можеле да го препознаат истото. Сигурно беа изненадени кога Господ Исус им кажа дека Илија веќе дојде помеѓу нив, но народот не го препозна неговиот авторитет и со него направија се што сакаа. Со други зборови, Господ Исус како да сака да каже дека не само што Малахија беше во право, но и неговото пророштво веќе се исполни пред очите на таа генерација. Патем, ова е втор пат како што тој зборува за неговата смрт. Гледате како вешто ја искористи оваа прилика, не само да им го одговори нивното прашање, но и да ги потсети на една реалност со која допрва ќе треба да се соочат. Учениците не помислуваа дека доаѓањето на царството ќе биде проследено со смрт, но Господ Исус сакаше да го знаат Божиот план. Стих 13. Тогаш учениците разбраа дека тој им зборува за Јован Крстител. Од една страна, досега читавме за една сцена која е предслика на небесното царство, но од друга страна, тоа царство се уште не беше, а и не е целосно воспоставено. Тоа значи дека борбата со царството на темнината
се уште продолжува. Стихови 14 до 16. Кога дојдоа кај народот, пристапи кон него еден човек, кој падна на колена и рече: Господи, смилувај се на мојот син, зашто при нова месечина го напаѓа зол дух и се мачи многу, често паѓа во оган и често во вода. Го одведов кај твоите ученици, но тие не можеа да го излекуваат. Мислам дека ова беше една од најтешките состојби на демонска обседнатост со кој Господ Исус се соочи. Велам најтешки поради начинот на кој демонот го измачуваше детето, а не најтешки од перспектива на способноста на Господ Исус да се справи со ситуацијата. Но, сцената која тука ни опишана е навистина жална. Пред учениците беше донесено момче кое е обседнато, а тие не можеа да сторат ништо. Во одредена смисла ме потсеќа на состојбата на црквата во денешно време. Светот во кој живееме е полн со луѓе кои се измачувани од демонски сили. Тие имаат потреба да бидат ослободени, а за жал, црквата некогаш не прави ништо во однос на тоа. А зошто не прави ништо? Затоа што нема доволно знаење, пари, ресурси, книги, методи? Не, црквата ги има сите овие нешта, но на моменти и недостасува најважното, а тоа е верата. Стих 17. А Исус одговори и рече: О, роде безверен и развратен, до кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете ми го тука. О, роде безверен и развратен. Сигурно не им беше лесно на луѓето да ги чујат овие зборови, но таква беше реалноста. Предпоставувам дека Господ Исус би го рекол истото денес и на неговата црква. Во некои аспекти и ние сме како учениците и наместо да истапиме со вера и да му служиме на Господ, ние сме заглавени и не знаеме што да правиме. Господ Исус побара да го донесат момчето кај него. Кога луѓето имаат потреби, најдобро е да ги упатиме и донесеме кај Господ Исус. Стихови 18 до 20. И му нареди Исус на демонот, и тој излезе од момчето, и тоа оздраве во тој час. Тогаш учениците пристапија кон Исус насамо и му рекоа: Зошто не можевме ние да го истераме? А Исус им рече: Заради вашето безверие, зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе речете на оваа планина: премести се одовде таму, и таа ќе се премести, и ништо нема да биде за вас невозможно. Кога Господ Исус вели дека ништо нема да биде невозможно за нас, тоа се однесува на оние нешта кои се во согласност со Божјата волја за нашите животи. Божјата волја беше детето да биде ослободено од демонот. Причината поради која учениците не можеа да го сторат тоа беше нивната невера. Тоа беше главниот проблем. Заклучокот на Господ Исус при овој настан е запишан во стих 21. Овој пак род се истерува само со молитва и пост. Продолжуваме со читање. Стихови 22 и 23. А кога беа во Галилеја, Исус им рече: Синот човечки ќе биде предаден во раце човечки и ќе го убијат и на третиот ден ќе воскресне. И тие многу се нажалија. Ова е трет пат како што ги најавува смртта и воскресението. Првата најава се случи во Кесарија Филипова, а сега се наоѓаат во Галилеја. Текстот вели дека апостолите се нажалија. Првиот пат Петар се обиде да го предомисли, но Исус го прекори. Продолжуваме со читање. Стихови 24 до 27. А кога пристигнаа во Капернаум, му пристапија на Петар оние што собираа дидрахми и му рекоа: Учителот ваш нели плаќа дидрахми? А тој одговори: Плаќа. И кога влезе дома, Исус го испревари и рече: Како ти се чини, Симоне? Земните цареви од кого земаат царина или данок? Од своите синови или од туги? Петар му одговори: Од тугите.
Исус му рече, значи синовите не плаќаат. Но, за да не ги соблазниме, отиди до морето, фрли јадица и првата риба што ќе се улови, земи ја. Кога ќе ја отвориш устата, ќе најдеш статир. Земи го и подај им го за мене и за себе. При оваа случка, Господ Исус можеше да започне револуција против римските власти и да каже дека не треба да им се плаќа данок. Но, не го стори тоа, бидејќи неговата главна цел не беше да ја отфрли римската власт, туку да ги ослободи луѓето од власта на гревот и смртта. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Господ нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.